Од почетокот на кризата на граѓани и фирми како помош за надминување на состојбата предизвикана од пандемијата, од страна на владата им се исплатени 860 милиони евра. Ова денес на пресконференција го потенцираше премиерот Зоран Заев. По пакети. Првиот пакет антикризни мерки е имплементиран со 90,1%, вториот пакет мерки е 100% имплементиран, третиот пакет 75,4% и четвртиот пакет 72,7%. Мора да се нагласи дека некои од мерките од третиот и четвртиот пакет се реализираат во текот на оваа година, така да вкупната имплементација на мерките во однос на планот може да се зголеми, па дури може да достигне и до 99% имплементација. Според премиерот, донесени и имплементирани се 70 мерки за поддршка на стопанството и граѓаните, што било причина драстично да се ублажи падот на потрошувачката, кој би бил катастрофален за економијата. Владиниот стимул придонесе за двојно амортизирање на економскиот пат лани. Поточно, според калкулациите на Министерството за финансии, истиот е амортизиран за 4,2% поени. Ова значи, доколку не беа мерките од четирите пакети за помош на економијата, падот на економијата ќе беше 8,7%, а ние постигнавме 4,5%, што е еден од подобрите резултати и во регионот и на европскиот континент. Се во ова, според министерот за финансии Фатмир Бесими, придонело за стабилна економска состојба во првиот квартал од годината и солидно полнење на буџетот. Приходната страна на буџетот има раст од 4,4% во споредба со првиот квартал од 2020 година, кога се уште не беше пандемијата, односно ефектот од пандемијата врз нашата економија. Даночните приходи покажуваат раст од 5% во однос на истиот период од минатата година. Значи, зборувам за цело време за првиот квартал. Даноците се наплатени во износ од 27,8 милиарди денари или се за 6,2% повисоки во однос на истиот период минатата година. Според премиерот и министерот за финансии, домашната економија е предвидено да се врати на патеката на економски раст во 2021 година и да ги надмине шоковите предизвикани од пандемијата.